Добри дојде во новата подкаст епизода на подкаст Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам да го зборуваш македонскиот јазик без страв и трема. Во оваа подкаст епизода сакам да ти дадам помош, односно 3 чекора, како подобро да го зборуваш македонскиот јазик. И овие 3 чекори ретко кој ги прави, сакам да ги поделам со тебе, бидејќи мене ми имаат многу помогнато и тоа е еден мој начин како можеш да го подобриш македонскиот јазик, твоето зборување на македонскиот јазик уште денеска. Еден од советите кои ги давам кога ќе ме прашаат како јас да го зборувам македонскиот јазик подобро, немам доволно зборови, немам доволен вокабулар или не знам граматика доволно. Мислам сето тоа е како една посебна категорија на која работиме заедно кога сме дел од програмот Зборувај македонски, но еден совет кој сакам да го кажам, кој мене ми има помогнато, не нужно за секој збор да го научам, туку ми има помогнато воопшто како да научам како да ги составувам речениците на јазик кој не ми е мајчин, односно кој помалку го имам совладано во животот и сакам да го совладам повеќе, е читањето на книги. Читањето на книги во ова ново време на технологија, особено од како се појави вештачката интелигенција, книгите многу помалку се читаат во однос на тоа колку повеќе се има читано пред 10 години, 20 години, и јас самата многу сакам да читам книги, но забележувам дека помалку и помалку читам, односно помалку и помалку време одвојувам. А секогаш ќе се сетам што всушност ми има помогнато подобро да зборувам други јазици кои не ми се мајчини, кои ги користам на дневно ниво, токму читањето. И оно што го предложувам на сите мои клиенти и луѓе кои ќе ме прашаат што да работам сега, сакам да го зборувам македонскиот јазик, да читаат книга. Но не било која книга, туку книга која тие ќе изберат, жанр кој тие ќе изберат. Ако некој сака научна фантастика, тогаш го охрабрувам да чита научна фантастика. Ако некој сака романи, љубовни приказни, теми за психологија, некои теми кои не ќе можат, тоа им предложувам да изберат тема која не ќе ги оптоварува многу и тоа да го користат во времето кога сакаат да се опуштат. Например, ако учиш медицински факултет, јас нема да ти предложам да читаш книги по медицина, бидејќи секако ти можеш да читаш оној задолжителен силабус, задолжителна литература која онака ти има. Но тука ќе ти предложам да земеш и да избереш некоја книга, например, љубовен роман кој ќе те опушти. И тоа да биде 10 до 20 страни. Не повеќе од 20 страни, бидејќи поентата е секојдневно да го активираш мозокот. Знам, сите сме зафатени, сите имаме обврски, времето е ограничено на 24 часа, но тука зборуваме за приоритети. Што ни е важно? Дали ни е важно да навистина научиме да го зборувам македонскиот јазик? Ако тебе ти е важно навистина да научиш да го зборуваш македонскиот јазик, верувам дека ќе одвоиш 10 минути, 20 минути дневно да прочиташ 20 страни, толку од прилика треба, и мозокот ќе ти се активира. Мозокот ќе почне да ти размислува на македонски. И веќе ќе имаш активација за тој мозок, ако тоа е твојот минимум кој можеш денеска да го сториш, од многу обврски, работа, учење, студирање и други активности кои ги работиш во текот на денот. Вториот чекор кој го
предложувам на моите клиенти или луѓе кои ме прашуваат во врска со македонскиот јазик е пишување на реченици. Пишување на 5 реченици дневно. 5 до 10. Веќе 10 е многу. А ако не можат со 5 да почнат, им предложувам со една. Секако една е подобро отколку ни една. Да си земат една тетрадка, обична тетрадка, воопшто не мора да е скапа, и некоја пенкало или молив. Не мора тоа ништо да чини повеќе од 50 денари или 1 евро. И да пишуваат, например, кога ќе најдат слободно време во текот на денот од 10-20 минути, да напишат 5 реченици. Ако им е тешко, бидејќи обично тоа луѓето го сакаат да го сторат, да го чинат наутро кога се слободни и имат време за себе пред да тргнат со своите обврски, или веќе попладне пред спиење, кога веќе обврските ќе им се ослободат и имаат време за себе. Секако ти ги избереш кој период во текот на денот највеќе ти одговара да ја практикуваш оваа вежба или овој чекор. И тука ќе им кажам да кажат, односно да напишат 5 реченици кои ќе кажат како го поминале денот. И со оваа вежба во рок од 30 дена, ако ја практикуваат, мозокот ќе им се активира на македонски на македонски јазик, односно да го зборуваат македонскиот јазик несвесно, и тоа е когнитивна активност, односно мозочна активност, која не тера да ги потражиме зборовите во нашата глава и да размислуваме на македонски. Пример за тие вежби, за такви реченици може да бидат: денеска се разбудив во 7 часот. Се спремив за училиште, факултет, работа. Таму имав ручек во 12 часот. Се вратив дома со автобус во 16 часот. Подоцна пиев кафе со пријателката во 18 часот. Тука веќе имам и повеќе реченици. Секако, ако имаш повеќе инспирација и сакаш да напишеш што ти се има случајно тој ден или имаш повеќе активности, секако дека можеш. Другиот ден, ако немаш инспирација, ниту за 5 реченици, обиди се да напишеш една или две. Верувај ми, после 30 дена таа активност, практикувањето на оваа активност многу ќе ти помогне во врска со зборувањето на твојот македонски јазик. И последниот и третиот чекор кој го предложувам за подобро зборување на македонскиот јазик, одзема можеби малку повеќе време, можеби до 30 минути дневно, е практикувањето всушност една симбиоза на првиот и вториот чекор. Односно читање на книги и запишување. Но читањето да биде со извлекување на зборови кои не ти се познати и подоцна барање на значење на тие зборови, дали се работи за глагол, дали се работи за придавка, именка, прилог за време, приложка определба, време во некој глагол во некое друго време кое не е сегашно. Тоа веќе бара повеќе време во текот на денот за таа активност, но секако да не поминуваш повеќе од 10 до 20 страни од книгата која ја читаш. Ако немаш такви зборови, супер, тогаш не мораш да го вадиш значењето, но верувам дека ќе има бар еден или два збора кои онака нема да ти бидат јасни или ќе сакаш подобро да го објасниш, или што всушност ова реченица сака да каже, дали е тоа некоја порака која читателот сака авторот сака да ми ја порача при читањето на оваа книга и така натаму. Се она што не ти е јасно кога го читаш тој текст, да извлечеш настрана во твојата тетрадка и подоцна да провериш што е она што те мачи.
Ово го предложувам повеќе и на моите клиенти, бидејќи тука веќе можам да им дадам подршка ако не може да го најдат одговорот на интернет или преку други канали. Ние токму тоа го работиме на нашите средби, значи зборуваме кои се оние работи кои не им се јасни, кои се оние зборови кои не им се јасни, односно пораки, поговорки и слично. И тука веќе веднаш можам да кажам, да го кажам мојот фидбек, односно значењето на тие зборови. Или пак, третиот чекор може да биде повеќе реченици при пишувањето на она тетрад како ја споменав од вториот чекор. Значи да имаш некоја своја како план, да имаш всушност свој стратегија, каде што на дневно ниво ќе си напишеш на почетокот на страницата датум. Денеска е, например, 15 мај. И тука 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ќе напишеш 10 броеви од 1 до 10 и ќе си напишеш 10 реченици. И тоа ако го практикуваш 30 дена, ќе имаш поголеми резултати од колку ако помалку го практикуваш. Секако. И тоа би ја завршила оваа подкаст епизода со овие комбинација на овие 3 чекора. Се надевам дека ќе ти помогнат и доколку ти треба помош со истите или ти е тешко некој од овие чекори, секако можеш да ми се јавиш во порака или да ми пишеш мејл на mariamalenovits92@gmail.com. Тука ќе ти одговорам кои се следните чекори, а доколку сакаш секако да работиш со мене, програмот Зборувај македонски јазик е отворен и можеме да се договориме и да видиме што е она што конкретно ти треба во врска со твоето зборување на македонскиот јазик. Те поздравувам до следната епизода.